Со години наназад, бројот на луѓе што користат јавен превоз во Скопје драстично се намалува, но бројот на жители на главниот град расте. Во 1989 година со ЈСП биле превезени 150 милиони патници. Лани биле превезени само 44,7 милиони, што е тројно помалку. За субвенционирање на јавниот превоз, градот Скопје годишно троши по 5,5 милиони евра, пари прибрани од граѓаните. Стратегијата за развој на јавниот превоз во Скопје е стара колку и идејата за трамвај, над 40 години. Тоа влијае на намалување на ефикасноста на јавниот превоз. Неефикасниот јавен превоз ги стимулира граѓаните да го изберат автомобилот за превозно средство. Во периодот 2009-2017 година во Скопје се регистрирани дополнителни 27.500 возила. Експертите предупредуваат дека Скопје не може да го издржи ваквиот раст на бројот на возила во сообраќајот. Уште во 80-тите години на минатиот век, властите во Скопје планирале трамвај. Меѓутоа, ниту еден градоначелник досега не ја реализирал оваа идеја. Според анализите, трамвајската линија од Ново Лисиче до Ѓорче Петров би го расчистила метежот во јавниот превоз. Реализација на трамвај во Скопје би го чинела градот и властите околу 150 милиони евра. Ако се одлучат да градат трамвај, градските власти треба да внимаваат тој да биде физички одвоен како посебна траса од сообраќајот. ЈСП, во соработка со градските власти, да воведат нов систем на автобуски линии, усогласени со идната трамвајска траса. ЈСП да обезбеди усовршени апликации за паметни телефони, мапи за планирање на патувањето, интегрирање на податоците за скопскиот јавен превоз на Google и нови можности за плаќање на билет. Градот Скопје треба да изработи нов систем за следење и оценка на квалитетот на услугите на јавниот превоз.